Сојузот на синдикати на Македонија ги повика работниците на масовни протести на 1 мај, со цел да се изборат за минимална плата од 500 и изголемување на сите плати во државава за 100 евра. Лидерот на синдикатот Слободан Трендафилов вели дека времето на скари на овој ден завршило и дека масовноста е клучна бидејќи во моментов сите се против ССМ и работниците. Во моментот сите се против Сојузот на синдикатите на Македонија, вклучително и владата, работодавачите, меѓутоа и другите синдикати, само затоа што бараме зголемување на платите, затоа што бараме зголемување на минималната плата и затоа што бараме достоинствени плати и достоинствени услови за работа. Работниците треба да се охрабрат и да застанат заедно со нас. Никој не може да им се заканува на работниците и никој не може да им се заканува на синдикатите. Трендафилов вели дека владата намерно да го влекува со утврдување на тоа кој синдикат е репрезентативен, што ќе значи да може да се биде дел од економско-социјалниот совет, каде што седат представници на владата, работодавачите и синдикатите и каде што се решава за минималната плата. Лидерот на ССМ не знае кога ќе се утврди репрезентативноста, но вели дека владата со нападите врз синдикатот прави се да не се постигне договор за минималната плата. Пораките кои ги испрати владата изминатите 2 месеци кон работодавачите се никако да не седнат да разговараат за зголемување на платите, колку можат посилно да не напаѓаат нас како ССМ. Според Трендафилов, владата може да го отфрли барањето за зголемување на минималната плата, но вели дека работодавачите не го отфрлиле предлогот да не се плаќаат придонеси во рок од 12 месеци за зголемувањето од 100 евра, односно на разликата од сегашниот минималец кој е 400 евра и бараните 500. За владата ова е субвенционирање и е неприфатливо. Инаку синдикатите на лична покана од премиерот Мицкоски пред една недела имаа средба во владата, на која се разговараше за колективните договори и минималната плата.